една огромна разлика. Урбаното зеленило во западноевропските земји е високо ценето. Таму знаат дека тоа значи здравје. Повеќе зеленило е повеќе здравје, поквалитетен живот. И затоа уште на почетокот на 20 век Англија го донела актот за зеленило. И затоа е Лондон меѓу најзелените градови во светот воопшто. И во цела западна Европа всушност зеленилото се движи некаде над 40%, додека во Македонија и во другите балкански земји е во просек од 10 до 15%. Тука е исклучок Софија, која што има над 50% зеленило. Ние во Македонија го следевме примерот на законите во Германија и во Австрија, закони за зеленило, кои што се донесени пред повеќе десетина години и не случајно Виена и Берлин се исто така меѓу најзелените градови во светот. По тој пример го направивме законот, се боревме 7 години за конечно да се донесе, од првото поднесување 11-та година, па следната, па дури на трет пат 2018 година законот за урбано зеленило беше изгласен на почетокот на годината во јануари 2018. Меѓутоа, во овие неколку години од неговата примена гледаме дека тој селективно се применува. И затоа со Зелениот институт направивме една група експертска во рамките на проект за климатски промени поддржан од шведската влада. Направивме една експертска група од луѓе од урбанизмот, од правото и од шумарството заедно со екоактивисти кои што го анализиравме не само законот за урбано зеленило, туку и пакетот закони кои што се однесуваат на него, законот за урбанистичко планирање, законот за градење, сите со нивните правилници и законот за прекршоци, затоа што е многу важно да се усогласат и глобите со највисоките можни еколошки стандарди што постојат во последниот закон за прекршоци. Анализата на овој пакет на закони што се однесуваат на урбаното зеленило покажа неколку работи. Покажа прво дека не се почитува законот за урбано зеленило. Знаете, кај нас во Македонија урбаното зеленило се гледа на некој начин многу често како празен простор, како градежна парцела која што некој треба да ја освои, да го закачи знаменцето и да рече победив, ова е мое. И тука е проблемот. Тука се создава еден комплот на интереси. Од една страна инвеститори кои што имаат неограничена желба за освојување на зелени простори, од друга страна учесници во политиката, во локалната, во националната власт, планери, службеници на сите нивоа на власта и сето тоа е една мрежа која што многу добро е усогласена со децении веќе. И се кршат законите поврзани со урбанизмот и зеленилото масовно. А законот за урбано зеленило е некако го гледат како најкревок и најмногу го кршат. Тој се крши по неколку основи. 3 основи обично ги кажуваме. Прво, врз база на неусогласеност терминолошка, во поглед на дефинициите на зеленилото, во поглед на урбанистички термини, значи со законот за урбанистичко планирање и со законот за градење и со правилниците. Има дури такви апсурдни ситуации, знаете, во овој пакет на закони поврзани со урбанизмот и зеленилото, што дури ни во рамките на еден закон нема доследна терминологија за зеленилото. Конкретно за правилникот за урбанистичко планирање. Во 2 члена од правилникот има различна терминологија за одредена зелена инфраструктура. До таму се оди, значи бара ова сериозно прередување и препрочитување и носење на солидни издржани законски и подзаконски акти. Понатаму, има неусогласеност, реков, во терминологијата, но и неусогласеност во глобите со законот за прекршоци. Не се користи можноста што се донесе подоцна во 2019 година со законот за прекршоци, дека еколошките прекршоци може да се казнуваат со 3 пати поголеми глоби. Тоа мора да се примени во законот за урбано зеленило. И не се дефинирани ред неопходни работи што треба да бидат дефинирани, кои што требаше правилникот за урбанистичко планирање да ги содржи. Тоа се честопати од техничка природа одредби, меѓутоа со оглед на тоа што закон се носи во парламент пред очите на цела јавност, а правилник се носи во некоја канцеларија во Министерство за транспорт и врски со мала публика,
се носи, се поминува на ниво на министерство и тоа после е основна алатка со која што планерите се служат. И тука, увидувајќи го дека тука е најмногу лежи ѓаволот и најмногу грешки се прават и прекршоци тука, затоа некои одредби кои што би било можеби доволно во една организирана земја со јак правен систем да стојат на ниво на правилник, сега инсистираме да се подигнат на ниво на закон, да влезат во законот за урбано зеленило, за да бидат на увид на јавноста. И затоа во овие нови измени на законот за урбано зеленило внесовме повеќе многу клучни работи. Од една страна го зајакнавме нормативот за минимум зеленило на градежна парцела од минимум 20% на 30% со оглед на сите овие климатски промени, горештини, летно време и така натаму. Понатаму нормативот за минимум 25 метри квадратни зеленило по жител на ниво на град, кој што е минимум предложен од Светска здравствена организација, но оптимум се смета 50 метри квадратни по жител зелена површина, го подигнавме според оптимумот, значи затоа бараме 25 метри квадратни по жител зелена површина од јавно зеленило и 50 метри квадратни по жител општо зеленило, вклучувајќи го и зеленилото во дворовите. Затоа што несватливо е просто кога човек гради куќа за себе си и каде што убавината е во куќа да живееш обкружен со зеленило, со двор, и гледаат многу често самите собственици на тие парцели, на приватни парцели, да го бетонираат целиот дел, да не остават за зеленило, си штедат од своето здравје. Многу е необична оваа појава, но тоа говори за недоволно развиената еколошка свест генерално кај добар дел од граѓаните. Одам понатаму, што друго предвидовме? Предвидовме рамномерен распоред на зелените површини низ цел град, каде што ниедна зелена површина нема да биде подалеку од 15 метри од домот. Зошто? За да има секој пристап до зеленило, секој да има пристап до природата, до квалитетен живот, до доволно кислород. Тоа е многу важно и затоа се дефинирани одредени, ова е по европски стандарди, значи не е измислена категорија, ова е нешто што масовно се применува во сите тие убави градови на кои што им завидуваме со многу паркови. Значи, предвидена е цела класификација на одредени зелени површини распоредени низ градот, кои што се определени со одредена површина и со одредена достапност од домовите. Понатаму предвидена е прецизна дефиниција на зеленило по класи на намени. Според парцелата каде се наоѓа која локација и со која намена. Така што тука се движи, значи, процентот на зеленило од 30% како минимум што го спомнав до 50%, да речеме во градинки, во училишта, во високообразовни институции, каде што мора да оставите вие доволно простор, каде што ќе се движат младите генерации и сите кои што таму работат. Значи, таа една градација внесовме. Ова е нешто што беше предвидено да го донесе правилникот за урбанистичко планирање со стариот закон за кој што е се уште важечки за урбано зеленило, меѓутоа тука се случило на изигрување со правилникот кога сето ова не беше внесено, едноставно не постои како такво во правилникот за урбанистичко планирање. И исто така во новиот предлог закон внесуваме јасни категории за ангажирање на шумарски инженери и пейзажни архитекти за одржување на постојно зеленило и за проектирање и креирање нови такви градби од зелена инфраструктура, затоа што една од причините за непочитување на законот за урбано зеленило утврдивме дека е невтемеленоста на овие професии и шумарски професии во целиот систем на урбанистичко планирање и градење. Тие не постојат како дел од комората на инженери и архитекти и дел од проектните активности на Зелениот институт со екипата стручна од Шумарски факултет, планери со големо искуство, правници и екоактивисти, беше да лобираме и во комората на архитекти и инженери кои што со задоволство ја прифатија таа идеја дека ќе
направат посебна секција за да се добијат лиценцирани шумарски инженери и пейзажни архитекти кои што на еден официјален и професионален начин ќе ја градат и ќе ја одржуваат зелената инфраструктура. И како последна, но неважна измена што ја предвидуваме во новиот закон, тоа е трикратно подигање на казните и за индивидуални лица и за институции кога ќе ги прекршат овие одредби затоа што тие имаат еколошко значење. Значи, ова е еден цел пакет од мерки кои што ги предвидуваме за да се направи усогласување на законската регулатива. Ова треба да биде следено и од одредени измени во Законот за урбанистичко планирање, Законот за градење и правилниците соодветни, за да може да имаме една конзистентна правна структура каде што нема да има дзирка и продзирка што ќе биде лесна за спроведување и за контролирање. Но постои една друга причина зошто се прекршува Законот за урбано зеленило покрај неусогласеноста законска. Втората причина за прекршување на Законот за урбано зеленило лежи во една тотална лефтерен однос на институциите кон овој закон. И тука доаѓаме до едно непочитување каде што институциите, локалната самоуправа главно, не ги спроведува одредбите, да речеме, не носи стратешки документи, долгорочни, среднорочни, краткорочни, не носи зелен катастар, кој што би требало да биде на увид на јавноста, за да може и јавноста, граѓаните да бидат контролори на она дали има зеленило тука, дали некој сака да го уништи или не. Понатаму, неповрзаност на зелениот катастар и таму каде што постои во 3 градови, да речеме во Скопје, Делумен и Делумен во Велес и во Кавадарци, и неповрзаност на зелениот катастар со процесот на планирање. Тоа мора да биде поврзано за да се спречи злоупотребата на зеленило и кога ќе се направи ова сево кога ќе се поврзе со сериозно казнување на институциите кои што го внесовме, кога ќе се поврзе и со законот за инспекцијски надзор во животна средина кој што беше пред 2 години донесен во парламентот, каде што ќе се вклучат и државните инспектори во контрола и исто така ги внесуваме и инспекторите што се градежните инспектори во контрола на зеленилото, да не остане се само на комуналните инспектори на локално ниво. Туку и од овие 2 инспектората кога ќе се вклучат во контрола, ќе се вклучат значи луѓе кои што ги разбираат проблемите од планирањето и од изведбата, тогаш веруваме дека еден таков сериозен пакет на закони веќе ќе биде безбеден и ќе биде драматично намален бројот на злоупотреби.